Време да отвориме едно креативно колку студио. се радуваме кога ќе ни дојдат креативци, па уште вака убави подароци, маса исполнета. Исполнета, така вака е. Жан ќе го замолиме нашиот драг камерман. Жан! Ако може еден широк кадар, вака да се види нашата богата масичка. Мора да признаеме дека со Цецеве би зад камерите откривме дека Емилија Мишева Ставрова дефинитивно повеќе препознаваат како Еми Елефантски, дефинитивно по овие креативни дела. Така што Емилија, Еми Елефантски, добро ни дојде утринска на Телма. Добро ве најдов. Многу ми е драго дека ќе ги представиме твоите работи, а многу сакам да знам како изгледа еден креативен ден на Емилија. Што се случува? Освен тоа креативен ден, имам и денска работа, тоа имам секој ден работа, да. Имам и мала керкичка, Вивиен. Нека живее здрава, супер. Така, дава дополнителна инспирација. Дефинитивно, од она кога ми се појави во животот, се појави боја во илустрациите. Сега да видиш мамичка што се ќе прави. Да. Супер. Денот почнува некаде околу 8:30 часот, одам на работа од 9:30. Таму сум на работа до 5 часот, после се враќам и имам целосен креативен ден со ќерка ми. До крај на вечер, касно заспива. Знае, која возраст е киркичката? 2 години и 4 месеци. Знае помалце? Многу знае. Сериозно? Многу знае, не малце. Знаете да се укомпонирате, да влезете во магијата на Да, она обожава да слика, да, уште сега. Како се роди брендот Еми Елефантски? Има ли некое посебно значење името? Од англиски елефантен или слон? Има некоја поврзаност со тоа или? Има голема поврзаност. Всушност Еми Елефантски ми беше никнейм по социјалните мрежи. Кога беше тинејџерка? Не, тоа баш пред 7-8 години. Ме викаше еден мој драг пријател, што е скратено од Емилија, воедно и Емилија Мишева, моминското презиме. А Елефантски доаѓа слонче ми омилено животно, еден друг другар ме викаше слонче, може би имам атрибути да се насмеам, да се нашам да. И од таму Елефантски го направив како презиме, само го пишувам со 2 букви да дојде као Л, што значи таа. Одлично. Ете, кога знаеш приказна да си направиш и ми другото да го преточиш во дизајн. Колку си чисто задоволна, веќе ни спомена околу 5-та година, 6-та година, како веќе имаш креации зад себе и голем багаж. Колку си задоволна, да речеме, од креативниот свет во Македонија, бидејќи ние многу често знаеме да споменеме дека речи се секоја недела представуваме некаков си дизајн. Сте во некаква корелација сите заедно како креативци во Македонија? Сме и се поддржуваме и се каниме по базарчиња и има доста креативци во Македонија. Да, јас се изненадив откако почнавме да ги викаме во утринска на Телма, колку многу креативци има во Македонија. Да, и мислам дека тоа доаѓа со се поголемо освестување на луѓето дека треба да го тоа што го работат да го сакат и да го прават од љубов. Да, и да го прават од љубов. Внатрешниот порив да го пренесат веројатно на вистински начин, а кога ги правите вистинските нешта со љубов, излегуваат преубави производи. Дел од овие кои што се изложени тука на нашата маса ќе бидат и за нашата верна публика, па очекувам некој да ни се јави, особено некој што го сака Берлин. Може така да кажеме? Берлин? Прекрасниот заради тоа што види што имаме. Да, тоа ми е инспирација од Берлин од оваа година, да. Може накусо да споменеме, Емилија, што доделуваме за нашите гледачи, чисто да знаат. Тоа што го држиш во раце, дефинитивно. Да, има така 2 сечиња со тефтерче и позади може да го свртиш, има принт исто, А5 принт и беч. Одлично. 2 сечиња, да, а третиот сет е триплет од 3 принта со беч. Супер. Јас би сакала ваков подарок да добијам. 30-70 тишес, 677, како што кажавме, на двајца од вас ке... Ајде да ги си ги поздравиме заедно со Емилија. Добро утро. Добро утро. Дали го ме гледачот на линија? Ајде, да се потрудиме уште еднаш, Цеце. Фонија некоја која што одрежа вела дека имаме некој. Ајде да го вклучиме, бидејќи времето е пари во денешно време. Кулсо. Треба да побрзаме. Да, добро утро. Дали се слушаме? Ништо ќе ни јават од Рижа, бидејќи навистина не можеме да чекаме, програма сепак е во живо. Ајде да го вклучиме гледачот. Добро утро. Ајде сега мора да се слушаме, бидејќи сепак Емилија ни е на гости, мора да дадеме предности на гостинката. Добро утро, уште еднаш ке... Ајде, кој ни е на линија? Ништо, Цеца, не има. Добро утро. Добро утро. Ајде да ве замолам во телефонска слушалка да се слушаме. Намалете го телевизорот за да биде комуникацијата побрза. Кој е со нас? Да, ме слушате сега? Благица. Едва ве слушаме, Благица. Како сте утринава?
Добре, да се спремаме за работа. Добро, супер. Одлично. Ја следите ли утринска на Телма? Мола? Благица, дали ја следите утринска на Телма? Да. Одлично. Ви се допаѓа ли дизајнот на нашата Емилија? Да, одлично е, продолжите тоа се интересни и полезни теми. Добро, мал подарок ќе биде за вас. Ви очекувам во просторите на Телма Благица да си го подигнете. Убав работен ден. Да го вклучиме следниот. Добро утро. Се надевам дека ќе бидете малку побрзи, поажурни. Дали се слушаме? Добро утро. Да, добро утро. Со кого се дружиме? Надица Ѓорѓевиќ. Поздрав, Надица. Како ви се допаѓа нашата денешна гостинка и сето она што таа го изработува? Прекрасни се рачните изработки и секојаш се вредни рацете на гостинката ваша. Има луѓе што се занимаваат со полно такви работи, што изработуваат рачна изработка. Сте биле некогаш во Берлин? Не сум била. Јас исто така се занимавам нешто правам со монитри, како само за себе лично и за пријатели, за поклони, така. Добро, мал подарок имаме и за вас, ќе ве чека исто така во просториите на Телма. Благодариме што сте наша публика, ве чекаме да си го подигнете. Имаме уште еден? Благодарам. Пријатно. Дали имаме уште еден гледач? Ами верда телефоните, добро, оној кој што може да остави податоци во режија. Емилија, би сакал те прашам, што е важно за еден уметник како тебе или креативец да го остави белегот, меѓутоа да се издвои од се останато што е во, да речеме, во она што се нуди, да речеме, на пазарот како асортиман. Што е најесенцијалното нешто кое што треба да го понудите на публиката? Да го слушам внатрешниот порив. Значи тоа доаѓа од внатре, од себе. Супер е да не си репликант, значи да не се повторуваш. Така. Да си уникат, колку и да може да си уникатен во ова време, пошто идејата всушност е таа, кружи некаде во универзумот, некој ќе му текне порано, некој ќе му текне покасно. Значи тоа е, кај нас тргнуваме од тоа од купувната моќ, да. И според тоа си го адаптираме производот за да може секој да си дозволи да си купи нешто. Не залу да те прашам, бидејќи символот кој што најчесто го гледаме твоите производи е окото и ова прекрасно вртено крупче кое што мене исто ми беше, да речеме, во оние средношколски клупи како символ. Тоа е дефинитивно нешто што ќе ве издвои, нешто што може, не знам, некаква ваша животна приказна, па ќе го ставите како на... Да, тоа се провлекува исто како и обравчињата што ги ставам на сите мои карактери. Повеќето од карактерите се и автопортрети мои. Повеќето се инспирирани од моја... Да. Дури и кога е лисичка, може да сум тоа јас. И никогаш немам план претходно што јас треба да цртам, туку како се чувствувам доаѓа во моментот. Знае ли некој да ве праша, да речеме, да го отсликате на некој ваш дизајн начин на креација? Да, побарал, да. Ајде да ги побараме од режија и фотографиите за малку подетално да се долови работата на Емилија. А јас ќе продолжам во насока на ја спомена купувната моќ на нашиот народ. Знае ли македонскиот народ да цени рачна изработка и да плати онолку колку што треба за производот? Заслужено. Или сепак мислат дека се тоа производи со малку повисока цена? Знае, сака, но не може. Значи, за тоа исто ќе го кажам и затоа што претходно го спомнав, дека ние се адаптираме спрема купувачот. Иначе знае да цени. Да, барем гледам која е посетеноста на базарите, а ги има доста. Најчесто може да ме сретнете во љубов, али имавме во Кино Карпош, имаше во Концепт, по фестивали, Скопје Креатива и така натаму. Стварно, навистина сакаат луѓето да купат. Кој беше првиот производ, Емилија? Ми го зема прашањето, да. Производ. Предмет или нешто што се изработи прво и како започна нели таа приказна дека ова ќе биде тоа што ти ќе го тираш веќе 6 години, спомена? 6 години, да. Супер, да се множат годините. Првото беше илустрација и беше многу спонтано и беше направено во домашна атмосфера во мојот стан, кај што живеев со моите цимери. И мислам дека го насликав точно тоа што сакав да го чувствувам, а не го чувствував во моментот. А сакаш да го реализираш на парче или хартија, можеби? Да, и тоа беше као прво и сватив дека тоа треба да се повторува, дека до ден денес кога сватив дека јас нема да престанам да го правам тоа, пошто тоа сум јас. Подоцна имав соработка со мојата другарка Милена Атанасова или позната по широка јавност како Атами, моја дизајнерка Атами. Дизајниравме маички
она дизајнираше маички. И адаптиравме адаптации, наши адаптации, везени, не рачно машинско везени на култни ликови, според нас култни ликови, да. Па Одри Хепберн, да, Ник Кейв, Том Йорк, значи според поинтересните, да, мора да признаеме. Да. И така прво бевме поканети од ТИТ, има многу интересен ивент во Менада, мислам дека се викаше Fashion Boutique, ако не се лажам. И прво почнавме со тоа, па после исто со Милена продолжавме да правиме перничиња, кои ги сликавме, она ги шиеше, ја ги сликав рачно. Се рачно? Да, се рачно, да. А ова последното ми е најнов производ. Ова е најнов производ. Инаку ова е подарок за нашето студио, мора да признаеме дека одлично изгледа. Зашто звезда? Значи правевме, пошто универзум ми е вечна инспирација, иначе тоа ми е како саб бренд, наместо елефантски сум елефамски, бидејќи ги работам со мајка ми и со сестра ми. Поздрав до семејството. Навистина поздрав до семејството. Ме интересира, имаме и јас и Цецо обкружување пријатели кои што да речеме се креативци и најчесто кога сум ги прашал зошто сте одлучиле да речеме да си започнете на некој начин своја креација, бизнис и така натаму каде што ќе понудите една убава магија за публиката. Најчесто велат па не ми исполнува моето работно место или едноставно таму работам нешто друго, меѓутоа кога ќе искочам од таму сакам мојот дух некаде да го пренесам. Тоа што споменавме поривот внатрешен, треба дали кај тебе се случило тоа, можеби да не знам, не мора од сегашната работа, меѓутоа ете, надвор од работата дека сакаш навистина таа енергија што ја чувствуваш плюс да ја преточиш тука. Да, таа енергија, мада што и мојата работа е пак е креативна, работам како графички дизајнер. Така да од дома си одам дома, универзумот е во твој раце. Колку и да работам комерцијален дизајнер, тука сме малце ограничени, но сепак пак е креативно. Пак е креативно, да. Што е следно, Емилија? Не знам дали излегуваш со колекции, една па друга, трета во овие 6 години, или можеби производ за производ секојдневно се раѓа нешто ново. Подготуваш ли или што ти е, како сакаш да се надградиш во иднина? Што имаш планови за оваа 2017? Така, колекции, обично се раѓаат нови колекции од базар до следен базар, пошто базарите се еднаш во месецот. Често ги има? Да, не се, сепак многу често е месец дена, е доволно да изработиш една колекција. Значи, сакам да имам моја колекција на облека, на мајци, на блузони, ранчиња, ташни, значи тоа ми е амбиција во иднина. Си размислувала за изложба можеби во иднина? Ова, да, јас сум имала до сега 4 изложби. Сериозно? Да. Се очекува годинава? Да, се очекува со малце многу поинтересен медиум. Ќе видиме дали ќе биде до крај на годината, пошто стварно треба работа за тоа што сакам да го реализирам. Колку си задоволна? На петата изложба, Марко, одиме. Одиме јас и ти дефинитивно. Колку си задоволна од посетеноста на базарите, како што спомена Цеца, меѓутоа и туристите многу често знаат да го дадат аплаузот за ќе се сложиш. Најмногу туристите го ценат тоа. Поголема куповна моќ. Има, да, ама ќе ви честитаат, 15 минути ќе се распрашуваат за вашиот дизајн. Од каде почнала шиењето, не знам, ставање на амблемот и така натаму. Дефинитивно се интересираат. Таква им е културата. Кај нас ние и да сакаме, мислам дека имаме пред се како да прашам, дали да прашам, да не е малце незгодно, да не е малце незгодно, па ќе се врткаме, па ќе ми земат визитка, па можеби после приватно ќе ме прашаат, тоест преку социјални медии. Пишано, да, не директно. Така да, менталниот склоп кај нас е тој. Меѓутоа задоволна од изложеноста на базарите кои што ги имаат како организации во текот на... И посетеноста, и како се заработува, пошто сепак и тргнуваме со не толку скап производ, што може повеќе да се купи, значи се врти и обрта. Да, задоволна сум многу. Адаптирана. Добро, значи следниот базар во Љубов или каде ќе биде? Каде ќе ме поканат, пошто сме доста креативци и ротираме, не може цело време едни исти. Многу ми е кејф што се подржуваат и соработуваат. Затоа ми беше прашањето. Да, затоа што некако во Македонија, знаеш, многу пати сме коментирале, барем јас и ти. А сакаме да ја кренеме свеста, апелираме секогаш. Народот поинаку реагира, да, како што би рекол Гоце,
секој човек, како беше тоа, е волк. Е волк на свој начин. Не го кажав добро, ние... во принцип дека луѓето нели нити мислат толку добри, ако некој е успешен, не знаат да се радуваат заедно со него, а никако во вашиот свет е поинаква приказната и тоа навистина ме радува. Колку твоите производи до сега, да речеме, си ги понудила на интернет, широм по големата светска јавност, да речеме, каде што ќе може онлайн да се набавуваат, или пак можеби имаш некоја таква идеја во идеја? Да, имам прво вебсайт, да, па тешко е од причина што ние не сме во ЕУ. Меѓутоа како сајт... Да, како сајт, например, ама да биде продолжен сајтот, постојат сертификати, не бев информирана, значи моментално, пошто се сакам со една пријателка, со една другарка да го правиме сајтот. Постојат сертификати кои се скапи, не знам колку се скапи. За да се изложиш на пазарот. Да, за да можеш да продаваш, да. А иначе од Инстаграм, преку Инстаграм и преку Фејсбук сум имала нарачки на страна со принтови, пошто во странство повеќе купуваат принтови. До сега производите патувале негде? Принтови и беџови патувале. До сега, да. Па сега ова ми е најново, пак и со мајка ми имаме идеи за да ги реализираме на продажи. Ние мора да го запознаеме твоето семејство. Да знаеш. Звучи интересно. Интересно звучи, можам да замислам, навистина. Емилија, ни беше многу драго што се дружевме денеска. Благодарам поканата. Ќе чекаме изложбата, особено јас во новите дизајни, како што рече преточена. Да, а јас и Цеце сум трпени, ќе чекаме да ти честитаме за новите ракотворби кои што ќе бидат изложени во текот на оваа година. И огромна благодарност за подарокот. За овој преубав подарок кој што ние со задоволство ќе си најде место тука. Или на вас, или на или на фотелјата, да, како и да е местото ќе му биде тука во студио. Емилија, да, огромна благодарност, навистина ни беше задоволство што се дружевме со тебе, посакувам успеси, да се видиме и на базари, и на изложби. Така, уште да подсетиме како може да се лоцираат за и повозрастната публика, Елефантски. Елефантски на Инстаграм, на Спомене, Фејсбук, Емилија, нема некој што не ја знае како по тој бренд. И да го поздравиме семејството. Да го поздравиме семејството, да, јавно. Супер, ќе продолжиме со твојот ретро одличен хит. Да, денеска ретро хит по мој... Нели? Ти се допаѓа? Да, дефинитивно 20 артисти кои што ги немаме може фигуративно за жал тука, меѓутоа ама види што се оставија Оставија белек вистински. Уживајте со Whitney Houston и